Дигиталното живење и унапредувањето на технологиите го поттикна Сдруженијето Љубезност да ја создаде Books to Help, новата платформа за електронска донација, која од една страна во голема мера ќе им го улесни на граѓаните процесот за донирање, а од друга алатка плюс во борбата за намалување на гладта на лицата во социјален ризик. Благодарение на иницијатива на млади луѓе се направи оваа платформа каде што секој еден може да пристапи да купи ваучер со кој едноставно се купува пакет храна за некое социјално загрозено лице. Тоа може биде 500, 1000 денари, 1500 денари, нели? Со оние опции што се дадени на самата платформа и онамо каде што е потребно, нели, се едноставно се помага на тој начин што ќе им се донира храна. Можеме ли да одбереме на кого ќе му го намениме пакетот? Да, значи там на платформата се ставаат семејствата, меѓутоа без лични податоци. Значи семејство 1, семејство 2 и со една кратка приказна за нивната состојба, нивниот статус, нели, со што се соочуваат во животот и секој еден кој што пристапува на страната, значи едноставно одличен поттик, значи едноставно одлучува на кого ќе донира, која сума, колку пакети. Еве за овие месец и пол, значи имаше донации со кои што се донираше на 33 семејства. Ако пандемијата го зголеми бројот на семејства на кои што им е потребен оброк плюс, колку дополнително енергетската и економска криза го направија тоа? Сите работи некако дојдоа едно по друго, нели, короната, економската криза, енергетската криза, така да сите тие работи кога ќе се стават на грбот на сиромашниот граѓанин, навистина е многу тешко, нели, да се излезе на крај. Меѓутоа, еве, со различни активности, различни чинители, координирано помеѓу нас, организации, институции, компании, можеме да дадеме свој придонес за да може да се намали тој притисок што го чувствуваат. И не се откажувате од онаа редовна активност во саботите за оброк плюс за нашите граѓани, па еве може да најавиме и оваа сабота нова? Па да, секоја активност што ја започнуваме сакаме да биде континуирана активност. Значи така е и со седмичниот оброк, така сакаме да биде и со оваа нова иницијатива, со оваа нова активност, да не зависи од завршување на некој проект или да биде само адхок, него да биде навистина нешто што ќе почне и ќе живее постојано, за да може континуирано им се дава поддршка на нашите сограѓани. Со цел поголема поддршка на граѓаните во социјален ризик, деновиве се одржува и семинар за асистирани банкарски сметки и советување за задолжување. По уникатниот пример во Австрија, а во организација на Австријското министерство за социјална работа, грижа, здравје и заштита на потрошувачи. На него учествуваат експерти од Австрија, но и многу македонски здруженија, Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјални работи и банките. Кој е концептот на овој систем и кој би бил бенефитот од истиот? Also die Schuldnerberatung Wien unterstützt. Советувателиштето за должници во Виена поддржува им дава поддршка на оние луѓе кои што имаат проблеми со долгови и поради тоа се во опасност да го загубат станот или живеалиштето. Во овој концепт на асистирана трансакцијска сметка или помош при водење на трансакцијската сметка се инволвирани тројца луѓе. Човекот кој што има сметката, кој што е во ризик да го загуби станот, социјален работник и тим од советувателиштето. Концептот е што тој добива две трансакцијски сметки. На едната сметка му стигаат приливите, како што му се додатоци од социјална помош или минимално загарантирана помош, и од таа сметка прво се плаќаат станот, киријата или закупот, сметките за струја и за грејење. Потоа на друга сметка му се префрлуваат останатиот дел од средствата кои што тој може да ги троши за храна или за приватни издатоци. И овој систем на асистирана сметка го развивме во Виена, но во меѓувреме се расшири во цела Австрија. Во моментот во Виена оваа услуга на помош при водење на трансакцијска сметка ја користат 1200 луѓе и поради тоа се веќе не се под ризик да го загубат живеалиштето. Каква е досега соработката помеѓу Австрија и Македонија? Ja, Österreich unterstützt den EU-Beitrittsprozess. Австрија го поддржува процесот на пристапување во Европска унија на Северна Македонија. Имаме многу тесна соработка помеѓу Австријското министерство за труд и социјала и Македонското министерство за труд и социјална работа. Австријското министерство за труд и социјала во моментот финансира 12 проекти во областа на социјалните работи и конкретно пилотираме нови мерки и нови инструменти. Во моментов пилотираме Housing First или прво да се обезбеди дом
дом како помош за бездомништвото, потоа имаме советување за должници и асистирана трансакцијска сметка. И имаме навистина ангажирани невладини организации и австријски и локални кои што ја имаат задачата да го спроведат ова пилотирање. Конкретно тоа се Каритас, Љубезност и Сонце и Каритас Австрија. Ако пред 3 години првпат ми спомнавте дека на тема хуманост ние граѓаните не каскаме, стоите на истиот став сега? Да, секако, значи, мислам, многу сме задоволни од интересот на граѓаните, на индивидуалците, но и на правните субјекти кои што постојано се вклучуваат на некаков начин. Дали е директно со донација, на материјална донација, дали е парична донација, дали нивен личен волонтерски ангажман, значи се со насока да им се помогне на овие наши сограѓани. Се со цел да дадеме малце поголем придонес во тој процес на ресоциализација, реинтеграција, да продолжат да функционираат самостојно, да придонесуваат за себе и за своите семејства. Електронски набавен пакет за помош, парична донација или лично подготвен оброк сосема неважно. Она што е важно е хуманоста, емпатијата и љубезноста која покажуваме кон нашите сограѓани, кои имаат помалку и водат секојдневна битка за преживување.